Сега веднаш ќе започнеме со панелот, за да имаме доволно време со доктор Волфган Ресман, кој само што ни се приклучи на панелот, да објасниме малку повеќе за она што беше испланирано да се реализира во воведниот дел. Нема да должиме многу, така што веднаш ќе започнеме со овој важен дел од конференцијата. Онаш за кој што ќе зборуваме денеска е демократијата под обсада. Исто така сакам да ги представам другите панелисти, тоа се господинот Сашо Ордановски, вообичаениот осомничен кога се зборува за демократија. Онлайн ќе ни се приклучат наскоро професорката Кристијана Айлдерс, професорката од Универзитетот Хајнрих Хајне, и кои што се всушност реномирани представници на граѓанското општество во Европа. И пред да навлеземе во темата за овој панел, само да проверам да не ни недостасува уште некој што треба да го наведеме. Да, се разбира, да, имаме уште еден панелист, а тоа е господја Хедер Роберсон Гастон, која што доаѓа од Соединетите Американски држави и која што е експертка за човекови права. Веднаш ќе започнам со господинот Ордановски. Ги слушнавме воведните обраќања и она што го кажа почитуваниот министер Лимински. Така што јас сега само накратко ќе кажам дека демократијата е во криза. Дали демократските овластувања, структури, поединци и групи би можеле да ја одбранат демократијата? Само вклучете го микрофонот. Не можат. Јас морам да се заменам во 3 до 11, на Џабир веќе му кажав. Се вративме од Брисел со професорот Едвард Джозеф од вчера од Брисел. Имавме млади лидери од Балкан, имавме многу добар проект поддржан од мисијата таму. Имавме многу дискусии таму за истиве теми, особено за медиумите, за овие информации и така натаму. И тие изготвија еден документ кој што се однесува на препораките за младите во Балканот. Може лесно да се најде овој документ на веб страница, а исто така имаме некои печатени верзии. Големо внимание привлече овој документ кај генералниот секретар, а ние бевме и неколку минути со заменичката генерален секретар господја Шекеринска. Меѓутоа, сепак морам да кажам дека имаме уште долг пат пред нас. Имам сега само 5 минути да зборам, па затоа ќе се сконцентрирам само на едно прашање, кое што е генерално поврзано со медиумите. Јас секогаш им кажувам на моите студенти во последните 20 на 30 години е дека новинарството не е за вистината, туку е за фактите и за релевантниот контекст. Ваков начин на либерално-демократско проповедање, значи дека ја кажуваме вистината на публиката, тоа е тоа, нели, на крајот е сепак новинарството се однесува на процесот на вистинитост, повеќе станува збор за дестинацијата отколку за фактите. Но знаете дека повеќето од новинарите не разбираат дека со исти факти и со ист релевантен контекст може да имате две различни вистини, најмалку. Така што ако вашите факти не се добри, ако вашиот контекст не е добар, тогаш вие сте лош новинар. Но, ако имате релевантни контексти и имате добри факти, не значи дека ќе имате вистината. Зошто го кажувам ова? Го кажувам ова затоа што
сега има 3 мисии кои што новинарите и медиумите го прават во претходниот контекст. Тоа е многу важно. Еден е контролирање. Значи, традиционалните медиуми беа оние кои што ги контролира информациите. Дневно се контролираат милиони веб страници, се проверуваат тие информации. Така што сите тие веб страници се контролори или чувари, да ги наречам, на сите оние информации кои што стигаат. Второ што е важно е поставување на агендата. Ако првото беше контролирање на информациите, второто е да се постави агендата. Например, некој кажува, нели, ова ќе иде на насловна, а ова ќе иде на трета страна, например, и слично. Така што вие на тој начин ја поставувате агендата за денот. Ќе ви објаснам и подоцна зошто ова го кажувам, може би се по технички работи. А последната работа која што е важна е облекувањето. Тоа е последната улога на медиумите. Значи, тука е да се утврди оној агол после утврдувањето на агендата. Медиумите го даваат тој агол. Тие ќе кажат, да, тие се тие 200 информации од оние не знам колку медиуми и да, овие се тие најважни информации. Тука ќе го ставиме горе на веб страницата, ова ќе го ставиме подоле на веб страницата и слично. Оно што сакам да го кажам е дека тоа беше начинот на кој што професионалците во медиумите ја извршуваа својата работа во последната деценија. Тоа го правевме и тоа го предаваме и на универзитетите. Новинарството не е наука, туку станува збор за пакет на вештини, бидејќи треба да се разберат сите оние карактеристики и разлики, а за тоа се потребни вештините. Сега, во последните неколку години имаме голема борба меѓу уредниците и новинарите наспроти алгоритмите. Алгоритмите немаат вакви уредувачки вештини, бидејќи начинот на кој што функционираат алгоритмите е поинаков. Алгоритмите се всушност се користат на интернет и чија што првична намена беше да представува пазар на кој што може да се разменуваат идеи. Меѓутоа, денеска интернетот има многу друга намена. Зошто? Затоа што алгоритмите работат според вашите кликови, според вашите притискања, а не според значењето. Станува збор за класична работа. Негативните вести се подобри од позитивните вести. Во политиката, либералната демократија си игра со надежта, а другите си играат со стравот. Меѓутоа, стравот е многу попривлечен отколку надежта. Сега не зборувам за вас, туку зборувам за публиките, не зборувам за професионалците, туку зборувам за луѓето кои што не ги разбираат овие работи. На овој начин ние како да скокаме во зајачка дупка, во која што не втурнуваат овие алгоритми. Јас во последните 10 на 15 години можам да кажам дека постои многу истражување со кое што може да се докажат сите овие работи. Последно истражување, објавено минатата недела, кажува дека 75% на преобјавени информации се преобјавени без да бидат прочитани. Затоа што луѓето реагираат емотивно, значи воопшто не ја ни отвараат веста, затоа што тие сакаат само да ја преобјават и пренесат на некој друг, без да се внесат и да ја прочитаат веста. Значи тоа го прават поради емотивност и тоа има огромни реакции. Тоа е нешто еве како студентите, учениците што го прават, гледаат на првиот екран и само скролаат надоле на секоја следна објава. А ако не можете да го објасните палестинско-израелскиот конфликт на еден екран, во не повеќе од 2-3 реченици, тогаш сте изгубени. Дали некој може да го објасни палестинско-израелскиот конфликт на една страница? Ете, тука сме сега. Значи, кое е решението за ова? Нели, може да зборуваме за оваа работа на 3-дневен семинар. И затоа е многу важно да има регулирање. И затоа
Ни треба некој што ќе стои во средина, ќе биде ќе амортизира меѓу сите оние информации кои се примат додека тие да стигнат до публиката. Мислам дека еден од најголемите проблеми, не сакам да кажам дека се грешки, затоа што го имате Илон Маск кој што креира јавно мислење, не е тоа уредникот на Нью Йорк Таймс, токму Маск. И затоа има огромни проблеми, особено за либерал-демократите, затоа што ваквите видови на медиуми сакаат да ги искористат емоциите кај обичниот народ. А зошто е тоа така? Тоа е затоа што самите алгоритми ги поттикнуваат оние зајчешки дупки за кои што претходно спомнав. Тука ќе запрам, бидејќи толку имам време за зборување. Добро, сакам само едно да ми кажете, што треба да направат демократите за да можат да коригираат нешто. Пред една година бевме во Естонија. Естонија е најдигитализираната земја во светот. Извонредно искуство имавме, истиот проект со НАТО. Сакавме да споделиме искуство со Естонија. Имавме извонредна програма. Естонија има полициска служба, сервис, отворен 24 часа, каде што секој граѓанин може во тие 24 часа да пријави во полиција дека некое лице шири некакви непристојни содржини на интернет. И полицијата истражува. Ако полицијата открие дека станува збор за дезинформација или погрешни информации, се јавуваат на луѓето, на човекот. Ако може да станува збор за ботови, меѓутоа може да станува збори за вистинско лице. Ако е вистинско лице, тогаш официјално, службено полициско лице го предупредува прво лицето за оно што го прави. Се разбира, ова е многу посложено него што јас го кажувам сега. Оно што сакав да го истакнам е дека во Естонија има 25% руски говорници, така што се соочуваат со слични предизвици. Оно што сакам да кажам е дека начинот на кој што они се справуваат со овие работи е дел од системот. А кај нас тоа не е дел од системот. Кај нас ние имаме иницијативи, германците финансираат ова, другите финансираат тоа, имаме ваму конференција, имаме ваму некој настан и слично. Но немаме систем, а таму станува збор за систем и затоа треба да воспоставиме систем. Не систем на големиот брат, туку систем кој што ќе биде еден вид на посредник, на еден амортизер меѓу овој огромен притисок на информации и општата јавност. Не сум многу оптимист дека ова ќе се направи, има генерални дискусии на глобално ниво, но можем да кажам дека работите се движат во таа насока. Не сакам да кажам, навистина ми е жал што морам да си одам, веќе му кажав на Џабир дека ќе морам да идам, но да, ви благодарам за тоа што кажавте многу добри појдовни точки за од кои што може да продолжим. Но јас ќе се вратам после 12. Па добро, одлично. Имајте тогаш убав ден. Професорката Айлдерс дали е тука онлайн со нас? Професорке Айлдерс, добро утро, како сте? Јас сум одлично, мило ми е што сум тука и ви благодарам за поканата. Ви благодарам што сте денес тука со нас. Дали успеавте да го видите почетокот на овој панел? Да, многу ми се допадна различните насоки, например, она што се зборуваше на телефоните со скролање и свајпинг на различни вести на екранот, кога се прегледувани социјалните медии. Професорке, дали можете да го споделите со нас вашето искуство во областите во кои што вие правите истражувања, собирате информации и слично? Јас би сакал да продолжам со истите прашања. Дали демократијата може дали силите во општеството може да направат нешто да ги одбранат демократските права во општеството? Кога се соочени со авторитаризмот.
Дали имате подобри мислења, подобри аспекти или попозитивно мислење за ова прашање, отколку господинот Ордановски, кој што кажа дека не можат демократските сили да одбранат демократијата. Да, за ова прашање ќе треба многу да се, може многу да се одговори, но немаме доволно време за тоа. Јас би сакала да се фокусирам на улогата на медиумите во поларизацијата. И тука станува збор за емоции и за омраза и слично, меѓутоа фокусот е сосема поинаков. Да, и тоа е многу важно, да. И јас мислам дека војните и конфликтите се многу важни теми за оваа конференција, затоа што тие многу лесно може да ги нарушат демократските процеси. А и за тоа денеска ќе зборуваме, значи за начинот на кој што можеме ова да го спречиме. Конфликтите може да ги поделат општествата на некои што ќе бидат поддржувачи и ќе бидат противници на Украина, Израел и слично. Меѓутоа, треба да се земе предвид и конфликтите во домашната политика, например за даноци, за ковид и слично, бидејќи и таквите конфликти имаат можност да го поларизираат општеството. Она што е лошо за спротивставените мислења е дека ако има карактеристични и посебни мислења и многу силни емоции, конфликтот може да придонесе дополнително кон поларизацијата. Така што сакам да кажам дека размената на мислења често се случува и преку медиите, не само лице в лице, и затоа би сакала да се фокусирам денеска на конкретната улога на социјалните медиуми. Како медиумите ги продлабочуваат конфликтите и како се прави поларизацијата. Двете насоки се можни. Не би била јас толку песимист во однос на медиумските системи, во однос на демократијата. Оно што сакам да го истакнам е дека медиумите беа оние кои што се осомничени субјекти за продлабочување на конфликтите и за некои кои што ги влошуваат состојбите во општеството. А тоа е алармантно, затоа што на медиумите претходно се гледаше како на инфраструктура за демократијата, за општеството, бидејќи преку нив се креираше мислење на народот. А тоа што веќе не е така, веќе е алармантно прашање. Ова не е многу нова тема, доста е стара темата. Веќе ваквата ситуација започна во 90-тите години, кога истражувачите покажа како со текот на времето се влошуваат ваквите комуникации. Пред да станат социјалните медиуми популарни, веќе имаше силен пат во однос на ваквото комуницирање. И тука веќе настануваат и се појавуваат првите знаци на поларизацијата и се менуваат начинот на кои што ние, односно луѓето, ја перцепираат политиката. Поради тоа станува очигледно дека и пред социјалните медиуми не било се толку добро, но сега сме во
друга ера, а тоа е ерата на онлайн комуникација, и тоа особено се однесува на социјалните медиуми, така што сите овие недостатоци стана уште поизразени. А сега имаме и друг проблем, а тоа е поврзаноста меѓу социјалните медиуми и новинарството. Тука веќе се појавуваат и повеќе емоции, се појавуваат одредени степени на недоверба кон одредени мрежи и се случува да се менуваат и мислењата преку медиумската содржина. Како, например, оно што се случува сега преку социјалните медиуми за настаните во Израел и во која насока можат да се движат, односно се менува мислењето на јавноста. На овој начин се зголемува поларизацијата или се зголемуваат шансите да настане таква поларизацијата. Нема многу докази за поларизација во многу земји, барем во Германија нема толку докази за поларизација, иако постои потенцијал за настанување на поларизацијата. Тогаш зошто да се грижиме ако нема толку многу докази за таква поларизацијата? Тоа е затоа што работите може да се променат. Еве, само да помислиме на црвените и сините медиуми во САД и слично. Затоа треба да бидеме внимателни, предпазливи и тесно да соработуваме и да гледаме што се случува во другите земји и како може да се спречат растичките идеолошки празнини. Таквите празнини се нарекуваат уште и идеолошка поларизација преку социјалните медиуми. Има повеќе докази за поларизација која што се однесува на одбивање на едни од други. Значи имаме, тука веќе станува збор за нас и за нив. Таков вид на поларизација. Тоа всушност тука во овој вид на поларизација станува збор за одбивање на едните од страна на другата група. Сето тоа се потпира на емоциите кои што ја потекнуваат таквата поларизација. Значи, во кај самите социјални медиуми, таквите групи најчесто едни со други се расправаат и како резултат од таквите расправи, како резултат имаме одбивање на едните од другата група, кое што создава поларизација. Така е всушност и како функционира демократијата. Мора да имаме ние спротивставени мислења, мора да имаме интеракција, мора да изнаоѓаме компромисни решенија, бидејќи на овој начин ќе можеме да постигнеме интеграција на општеството, затоа што без интеграција нема да се воспостават стабилни основи на демократските општества. Ако веќе работите се изгубени, како можеме да направиме деполаризација на општеството? Се разбира, потребно е да има медиумска едукација, за да се истакне дезинформацијата, погрешните информации и слично. Слушнавме за тоа. Меѓутоа, понекогаш поларизацијата настанува дури и кога нема дезинформација. Едноставно, мислењата се спротивставени. Што можеме да направиме и што ни кажува истражувањето за потенцијалните решенија за ова? Има доста истражувања во оваа насока, во оваа област, например како човечка модерација. Меѓутоа, наодите од ваквото истражување се помалку оптимистички, меѓутоа не се доволно
јасни. Наодите и заклучоците за спротивставените мислења се исто така недоволно јасни и се уште не знаеме под какви услови некој го менува своето мислење. Понекогаш презентирањето на спротивставени мислења уште повеќе ги втурнува луѓето кон екстремите на тој спектар и не знаеме кога тоа се случува, кога се менува таквото мислење. Значи, што можеме да направиме? Досега има многу малку истражување за ефектите од поларизацијата и за можните решенија за деполаризација на општеството. Би препорачала да се обидеме. Имаме собрано добри практики за начините на кои што ќе може да ја спроведеме таа деполаризација, затоа што не можеме нешто само да го прифатиме едноставно, туку треба да се подготвиме и да го спречиме, затоа што тоа е важно за да може да се носат демократски одлуки. Ви благодарам, професорке. Предпоставувам дека ги имаме одговорите на почетните прашања од панел дискусијата, која што некако ја замисливме како почетна точка од која што ќе се обидеме да ви понудиме одговори на прашањето како да ги браниме човековите права и демократијата. На континентов сме и сакам да одиме преку Атлантикот, да го прелетаме. Нашите учесници веќе дојдоа кај нас токму преку Атлантикот. Скенирајте го QR кодот на вашата картичка, видете го дневниот ред. Се обидуваме да не печатиме харти, да заштедиме на хартија и да се информирате за учесниците. Се навраќаме повторно кај вас, господице Гастон. Што се случи во САД? Дали се слушаме? Се слушаме. Мислам дека можам да ви споделам добра експертиза во одговор на вашето прашање. Можете да видите на интернет страницата какви истражувања имам направено во Северна Македонија, но од аспект на моето истражување и работа во САД не сметам дека го вклучив ова, но работев на демократски кампањи и на кампањи поврзани со прашања што го засегаат гласачкото тело, како и кампањи поврзани со волонтери. Што се грижат волонтерите, кампањи кои што се важни во овој момент во историјата. Но, згора на тоа, во Северна Македонија, морам да кажам, на луѓето во оваа соба морам да им кажам, дека сум благодарна на луѓето во земјава за тоа што разговараа со мене. 2 декади веќе истражувам Македонија. Зошто го споменувам ова? Затоа што постојат сличности. Постојат сличности. Да, скоро сме како САД. Исти сме тука. Имам една листа пред себе, затоа цело време зиркам во екранот на компјутерот. Секако, да, ние имаме проблем со расизмот. Очигледен е во САД, а и овде. Ова е поврзано со економската ситуација и во САД и во Македонија, поврзана и со тековната војна во Украина, исто така и со поларизацијата, со ширењето од дезинформации. И чувствувам многу силно во Македонија таквото чувство е превалентно. Ние сме малку поизолирани и не е толку очигледно кај нас. Може да го разработиме ова прашање затоа што се уште не имам осмислено свој став за дезинформациите во САД. И сакам да чуја од вас што мислите за тоа. Добро.
Имаме тековна економска криза, има инфлација, сите во Северна Македонија многу добро знаат што е инфлација. И ние во САД знаеме што е тоа. И најчесто се случува и покрај тоа што ова е глобален феномен, цената, да речеме, на лекарствата е многу висока, тешко е да си најдете лекар, тешко е да си најдете стан, изгледа дека се распаѓаат работите дури. Ова е глобално чувство, но луѓето сметаат дека е локално и не знаат дека скоро целиот останат свет се чувствува исто. И многу е тешко на секој носител на власт да се ја задржи фотелјата токму поради тоа. Затоа што луѓето си речат, чекайте малку, кого ја да поддржам, за кого ќе гласам, секако нема да гласам за луѓето кои што досега не водеа, затоа што не функционира. Јас, еве да речеме, како гласаш против партијата на власт, така ќе си размислувам. И ќе сакам како гласач да пробам да сменам нешто, да доведам некој други на власт. Во Македонија, извинете што велам Македонија, само имам навика, треба да речам Северна Македонија. Во Северна Македонија, пред скоришните избори, беше така, а и во САД беше така. Имаше некаква си желба да се опипа, да се проба некоја друга опција. И потоа имаме едно незадоволство. Тоа представува огромен проблем. Тоа е една желба да се повлечете од демократскиот процес. Во Северна Македонија увидов пред изборите во мај, затоа што сретав многу луѓе кои што не сакаат да гласаат. И многу брзо си кажа, јас не гласам, не планирам да гласам на овие избори. Мислам дека луѓето беа многу изнервирани со сите политички процеси. Немаше прогрес. Секако дека има прогрес, на прогресот му треба време. Не е лесно, не е од денес за утре. Не се поправи општеството после толку долга пандемија со ковид, после трошење на милиони долари од претходната партија на власт, во статуи кога инвестира. И не е лесно нова влада да преземе и да ги среди работите. Исто се случи во САД. Не им беше лесно на администрацијата на Бајден да поправат се, да средат се. Како што реков, тоа е светски тренд, не е само локален. И сметам дека незадоволството прави човек да се чувствува дека сватил нешто ново, сватил дека системот не вреди повеќе да се учествува во системот, дека ќе се повлече во планина, ќе избега, ќе си се повлече во своето стаклено звоно и ќе прекине да комуницира. Тоа го видов овдека, пред последните избори. Зборувам за парламентарните избори. Истото го видов и во САД веднаш по изборите. Го има видено и предходно, затоа што тоа е долга традиција. Луѓето не внимаваат, има своји волонтери, си чукаат на врата, знаете дека има избори, па добро, кој е кандидат? Како може да не знаете кој е кандидат? Но навистина луѓето се затвараат, не ги интересира. Но после изборите луѓето велеа, никогаш нема да имаме демократски избори, нема шанси, демократијата, готово, пропадна демократијата. А во меѓувреме, луѓето како мене велат добро, затоа што нели се во секоја држава си имате своји избори. Следна година ќе имате избори, може различно да гласате, може и самите да се кандидирате. Автократијата се гради додека трепнеш, заради тоа што луѓето се повлекуваат и не сакаат да учествуваат во системот, да му се противат на системот. Интересно, секако е добро да се откријат сите овие елементи од новата реалност во САД, но дали имате некаква си препорака што да се прави? Затоа што конференцијата е посветена токму на тоа, да се обидеме, да изнајдеме сили
и логика и препораки по кои што може да се действува. Дали може би имате некаков си совет, секако е прерано да се зборува за сад, но дали имате некои мисли, размисли за Македонија и за Европа? Сега ние сме многу поинакви од сад. Ако гледате што се случи на 6 јануари 2020 година и она што се случи на 27 кај нас, со сите тие знамиња. Исто така имаше еден човек со рогови. Немавме ние такви екзибиционисти и елементи на 27 април. Може би за следен пат ќе си ги чуваме таквите луѓе. Дали имате некои размисли да ги споделите со нас? Што се случува со луѓето? Што треба да правиме? Имам препораки, имам многу причини зашто победи Трамп. Требаше да го кажам тоа. Нема само една, ниту 15. Премногу работи, кажа, премногу работи, вети се користеше со сексизам, со расизам, со многу работи кои што ги набројав. Но ова незадоволство што го споменав и недостаток на заинтересираност за учествување во демократијата е прилично отровно, затоа што кога луѓето ќе престанат да е цена демократијата и ќе кажат ова не ветува, не се нервираат толку кога некој ќе им ги одземе правата. Затоа што целата поента е дека не се заинтересирани. Од аспект на решение, има луѓе кои што навистина се добри во тоа да ги враќаат незаинтересираните во стадото. Тоа е добра вештина. Ја нема на секој таа дарба практично. Тоа значи дека треба да има човекот емпатија, треба да има можност да му прости некому што има различни ставови, да може да се среќава и запознава луѓе што се сосема различни. Да пружа сигурност на луѓето и доверба, повторно да влезат во групата, наместо да се повлекуваат во своите стаклени звона. Луѓето и организациите кои што може да го постигнат тоа, успеваат. Не го правите вие тоа со кампањи. Тоа го правите со луѓе кои што работат на човековите права и на демократијата. Тоа се талентирани луѓе и ги има такви во целиот свет, во Македонија, во Северна Македонија, во САД, во Европа. Навистина се голема поддршка. Ви благодарам многу. Ова беше инспиративна мисла. Да видиме дали идејата ќе профункционира тука. Секако би сакал да завршам со овој панел и да објавам дека на екранот ќе биде видео објавата на министерот со превод, но сакам да објавам дека овие двајца, Гастон и доктор Ресман, ќе бидат на панелот, односно на вториот и четвртиот панел ќе имаат улога на модератори. А сега се Maybe in the second panel you go more in the сакаме да се фокусираме на темите, но би сакал да го поканам доктор Волфганг Грезман, представник од медиумскиот диалог, многу важен човек за Цивилниот центар за слободи и исто така искусен познавач во овие процеси за демократија и човекови права. Накратко, представете го проектот и кажете нешто за темата. Ви благодарам. Ви благодарам многу што сте овде. Благодарам многу
Џабир Дерала, благодарам Цивил што ме покани вчера и настано денеска. Многу ми е мило што учествувам во овој настан. За втор пат сме тука со поддршка од Северна Вестфалија. Нешто за себе да кажам. Јас доаѓам од Public Access Media, учество на млади луѓе, едукација на млади луѓе кои што создаваат медиуми, предавам одговорност на медиумите и користење на медиумите секако врз основа на демократски вредности. Јас сум председавач на меѓународна организација од 150 медиумски куќи, универзитети, слободни радија во Германија и врз основа на ова ние започнавме со проектот Медиумски диалог и поентата беше да поддржиме, кога започнавме нели во 2015 година, да го поддржиме украинското општество. Киев после Мајдан и создадовме процес за самофинансирање за да се дискутира, затоа што ова беше многу важно за развојот на демократијата. Да го развијат тие самиот форум, не да им дојдеме ние од страна да им кажеме што треба да прават. Самите млади луѓе да се соберат, да земат предавајќи од универзитетите, каде што одат да научат дека демократијата значи да се соработува, да се наоѓаат заеднички решенија и да се отворат дискусии. Ова е една од главните точки и да се покаже секако преку проектот за медиумски диалог, нели откако ги вклучивме Белорусија во 2016 година, не знаевме што ќе се случи подоцна. Арменија, Грузија ги вклучивме и Молдавија за да донесат своји студенти и своји предавачи и да создадат своји медиуми Тие медиуми не беа наменети за пошироката публика, туку за студентите да научат дека демократија значи работа без цензура и работа со целосна вклученост на сите елементи. И уште нешто што беше многу важно за сите земји, исто и за Северна Македонија. Демократијата значи и доверба. Доверба во политичкиот систем, доверба во правдата, доверба исто така и во политичарите. И во процесот на изборниот процес. И токму затоа е неопходно да се запамети што се случува на интернетот преку медиумите, но и што се случува во правосудството, што се случува во политичката сфера и во партиската сфера. И таму има голема криза. Знам дека сте информирани. Овој процес на градење доверба, односно враќање до вербата за мене е најважен. Да се врати до вербата значи да се работи на меѓународен план, да се доведат луѓе од различни земји, демократски земји или земји кои што се развиваат, каде што се развиваат демократијата, да се донесат млади луѓе, постари луѓе со универзитети, со предавачи, со новинари како Михаел, председателот на Федерацијата на новинари во Германија, тука е како гостин со нас, да се сплотат сите заедно за да се дискутираат нашите проблеми. Да им се представат на јавност и да се покаже каде се грешките во општеството и во целиот демократски систем. Дали тоа е во правосудството, дали е во политиката, дали станува збор за корупцијата. Корупцијата е еден од најпопуларните и најпознатите зборови. Сите знаеме што значи. И да им се објасни како како функционира парламентарна демократија. Тоа е еден образовен процес. Денешната покана е слична, да се соработува во свет без војна. Доколку не го сториме ова, гледаме што се случува во Белорусија, еден диктатор во диктаторски земји, дури во Украина,
каде што ќе се укине демократијата, се заканува војна. На овие прашања треба да се размислува и треба да бидеме реалистични оптимисти. Но силни демократи да се бориме за демократија и за нашите права, но и правата на другите на демократски начин, да се изнедат решенија, да не се прибегнува кон поларизација, да се надмине поларизацијата, и тука медиумите се многу важни како инструмент. Но секако и соработка, меѓународна работа, учење едни од други, дека ги имаме истите проблеми. Секако имаме и разлики, особено за западниот свет денес. Ако погледнеме источниот свет, Русија има една пропагандна машина и ова е резултат на нејзината работа. Крва резултати. Нема алтернатива во борбата против демократијата, и токму ова што сакав да го кажам. Ви благодарам многу, господа доктора, и секако додека ги слушав сите овие истакнати дами и господа, стручњаци, навистина ми беше мило да чуем идејата. Бев вознемирен од едно прашање цело време. А прашањето е следното: дали имаме време, дали светот има време? Затоа што во моментов, додека сме на конференцијата, бесна е брутална војна против една суверена нација, и една хибридна војна се води повеќе од цела декада против слободниот свет. На светот да станува се помрачен токму поради оваа војна, поради хибридната војна која што ја води Кремлин против светот. Можеби ова е тема за следниот панел. Секако дека не се преправам, нека ги знам одговорите или пак решенијата, но треба од некаде треба да се почне да се размислува, да се поставуваат клучни прашања, затоа што немаме многу време.